Киријас, многу од граѓаните се чувствуваат дискриминирани, незадоволни, заради тоа што има еден вид на, сметаат тие, неправедна политика, не можат да патуваат, се работи за оние несуштествени патувања што се нарекуваат или патувања за туризам. За сите земји членки во ЕУ не важат исти правила и од тука не може да се патува во сите земји членки на ЕУ доколку се немаат соодветните вакцини кои се признаени од Европската агенција за лекови. Тоа чувство е апсолутно точно и не може да се оспори, би било нелогично да се доведува во прашање. Имено треба да се знае дека чувствата се помешани дури во Европската Унија. Доцна синоќа, после 3 месеци разговори, Европската Унија донесе внатрешна регулатива за воспоставување на тие така наречени ЕУ дигитални ковид сертификати, кои што комисијата во почетокот ги нарече зелени дигитални сертификати, се со цел да се отворат границите внатре во Европската Унија за да продолжи слободното движење на луѓето. Тоа што беше од исклучителна важност за голем број на земји членки, особено оние на југот, чија што економија зависи од туризмот. Доколку оваа туристичка сезона би пропаднала без туристи од останатиот дел на Европската Унија, тоа ќе биде крах за земјите од југот на Европа претежно. И затоа тие најмногу се бореа за оваа, како што во Брисел не рекуваат, рекордно брза одлука за 3 месеци да биде донесена. Значи, замислете, европските граѓани се чудат, 3 месеци им требаше на европските институции да се договорат за една обична работа како што е дигитален сертификат, кој што ќе се употребува за преминување на границите во Европската Унија. Сега, ако е така во Европската Унија, можам да замислам како име на оние граѓани кои што се на Западниот Балкан, па и на македонците, кои што ќе бидат навистина одвоени во посебна категорија, односно ќе бидат дискриминирани, убаво кажа, бидејќи немаат примено соодветна вакцина. Се ќе биде оставено на волјата на земјите членки, кои што може да одлучат дали ќе прифатат одредена вакцина или не. И тука на прво место ќе мора да дојде нашата дипломатија. Прво, да ургира кај Брисел, ако може за земјите од Балкан и за Македонија, затоа што сами нема да не третираат, меѓутоа за земјите од Балкан да се направи исклучок, односно да се прифатат сите вакцини за граѓаните на Западниот Балкан, дали се тоа од руско, западноевропско, американско или кинеско производство. И број 2, македонската дипломатија да се растрча таму каде што има амбасади, каде што има директни представници, да се направат билатерални договори. Видовме дека активноста на министерот во Атина, во Софија донесе позитивни резултати. Тие билатерално ќе ги прифатат нашите сертификати, но мора да се притисне затоа што нема смисла македонците, ај што беа изолирани минатата година, затворени во гето од ЕУ, сега пак да бидат дискриминирани со сертификатите. Киријас, дали тие сертификати, ковид сертификати ќе бидат еднакви, идентични за земјите членки на ЕУ и за Македонија која се уште не е членка? Тоа беше така предвидено, меѓутоа дознавме синоќа дека нема да биде. Во Европската Унија сертификатот, односно тој дигитален QR код ќе биде или само за една вакцина, или за антитела, или за PCR тест. Додека за македонските граѓани ќе се бара целосна, ефективна вакцинација, односно да поминат 2 недели по вакцините. Повторна дискриминација, повторно раздвојување не е добро, треба да се размисли од македонска страна, евентуално за реципроцитет. Тоа не е чудно, тоа не е невообичаено во светски рамки, или да се побара од Европската Унија да има адекватен и еднаков прифат на македонските граѓани. Ви благодарам, Кирија, за овој разговор. Благодарам.